Кога се зборува за природните богатства на Македонија, езерата секогаш се во првата реченица. Од прочуените убавини на Охридското, признаени и заштитени од УНЕСКО, до подценетите и неоткриени пейзажи на Тиквешкото и Дебарското, езерата секако се меѓу највредните македонски природни ресурси. Оттаму заштитата на езерските води би требало да биде меѓу врвните приоритети на властите. Но дали македонските езера се соодветно заштитени од загадување? Според биолозите, испуштањето на води од фекалната канализација во езерата е сериозен проблем. Внесот на фекални води, на отпадни води, го иронија искажано представува најсовршен начин да се уништат водените екосистеми за многу краток период. Бидејќи внесот на фекални води фекалните води представуваат смешан органски материи кои влезат во водите, вршат хемиска, биохемиска, физичка промена на структурата на водата од повеќе карактери. Бидејќи со внес на таа органска материја во форма на фекална вода, се врши промена на хемискиот состав на водата, се изголема концентрација на азот, на фосфор, на сулфур. Целото тој тврд отпаден материјал се таложи на езерото, а понатаму се менува самата длабочина на езерото, кога збориме езерски системи. Тој метаболизам што ќе се развие во таа органска материја, зголема температурата на водата, што се намалува услов за живот на другите живи организми, зголема бројот на гаси и така натаму. Во последниве години, Дебарското езеро станува се повеќе популарно како туристичка и рекреативна дестинација, не само за локалните жители, туку и за гостите од цела Македонија и од странство. Покрај риболовот, кој е главната причина зашто луѓето го посетуваат ова езеро, се повеќе се актуелни и плажите и капењето, па во летните месеци многумина доаѓаат во Дебар на вистински летен одмор. Но локалните еколошки активисти се почесто алармираат дека езерото станува загадено, особено во неговиот јужен дел, кој се полни од реката Дрим. Има, се зборува во народот. Јас сум биолог, ги слушам луѓето. Не е тоа што било. Од кога се создаде акумулацијата? Јас тогаш бев во рана младост. Сакам да ви кажувам дека пиевме вода од езеро. Сега не се зборува дека се пие водата, него така е отежната ситуацијата дека може да се добива некоја дури болест. Во ноември годинава во јавноста се појавија фотографии на кои се гледа огромно количество пластични шишиња и отпад на површината на езерото. Екологистите велат дека ова е редовна појава секоја есен и пролет, кога нивото на водата се зголемува, а таа ги носи шишињата и отпадот од дивите депонии по течението на Радика и нејзините притоки. За контрола на квалитетот на водите за капење во Македонија е одговорен Институтот за јавно здравје, кој редовно врши мерења и увиди на состојбата. Гледаме дали, например, работи колекторскиот систем, дали работи пречистителна станица, дали квалитетот на отпадните води ги задоволува правилникот за отпадни води. Според овие анализи сега што ги имаме последниве за оваа година, според бактериолошката анализа, сите води се оваа одлична состојба. Сега не е класа, тоа е одлична состојба на водите за капење од микробиолошки аспект. Сомнежите на активистите се дека водата од реката Дрим, во која се влеваат отпадните води од Охридско-Струшкиот регион, не е доволно пречистена, па полна со фекали и други загадувачи преку езерото Глобочица стигнува до Дебар, каде го загадува и Дебарското езеро. Ние веруваме во институциите, но овие сепак зборувањата на народот дека во патувајќи низ овие две вештачки езера, кога се гледа она еколошка бомба во Глобочица, малу не фаќа паниката на вас, дека колку и да се седиментира тие, сепак дел ќе проаѓат наваму. Затоа делот што на езерото што и припаѓа на половината кај што се влева Црн Дрим, секако, сакали не сакали, самиот народ, а и ние го гледаме со наши очи дека е закаден. Според дебарските еколози, проблемот почнува уште кај струшкото село Враништа, односно во пречистителната станица која ги собира отпадните води од колекторскиот систем од Охрид и Струга. Овој систем, започнат во 80-тите години, се протега од 37 километри, од Пештани на источниот до Калишта на северозападниот брег на Охридското езеро. Тој спречува отпадните води да се влеваат во езерото и да го загадуваат. Истекот од атмосферската и фекалната канализација од ривиерата и од Охрид и Струга се испраќа во станицата во Враништа, од каде водата треба пречистена да се испушта во реката Дрим. Но оваа станица според познавачите е дотраена и работи со половина капацитет, па не може да постигне целосно да ги пречисти отпадните води. За време на поројни дождови, а според активистите и многу почесто, отпадната вода се испушта директно во Дрим, нетретирана и непречистена. Значи капацитетот со кој колекторот работи моментално според нашите информации негде со 40 до 50% дури не е прочистувањето на тие води.
наместо низ овие години да се одржува и да се надградува, тој постојано одел во надолна линија, односно имате сега прочистителни станици што се пропратните од Охрид па до Струга па до главниот колектор во Враништа, имате нефункционални прочистителни станици и имате најверојатно довод на цевки кој што веќе е застарен, нефункционален и кој што треба обновување. Значи се соочуваме со состојба полоша од што самиот старт. И Охрид и Струга се туристички градови и тука се собират многу поголем број на население, односно на туристите, па дури кои ќе вратиме од друга страна и нашите иселеници се враќаат дома. Во тој период можете да замислите кое количество на вода после треба да се прочистат во таа прочистителна станица. Со колекторот управува Проаква, заедничкото меѓуопштинско јавно предпријатие за Охрид и Струга, основано во 1998 година. Проаква во 2000 година добила кредит од германската банка KfW во износ од 10 милиони евра, кој меѓу другото требало да се користи за одржување на системот и за надградба на колекторот. Но според активистите кои со децении ја следат состојбата, лошото менаџирање и превработеноста во јавното предпријатие довело до постепено пропаѓање на целиот систем и до денешната незавидна состојба. Наместо да се намали бројот на вработени, кога било првиот момент за пензионирање на 30 вработени, тие наместо од 376 вработени во 2000 година, тие го зголемува до 2012 на 478 вработени и денес се проценува, пошто имаше 2012 нови 40 вработувања, веќе се зголемува на 500 вработени на ниво на цело меѓуопштинско предпријатие. Значи, ние сме во оделе 10 години во комплетно спротивна насока. Наместо да ги намали на 250, сега ни се на 500. Актуелниот директор на Проаква Томе Паскаловски во 2000-та бил на оваа позиција. Токму во неговите тогашни извештаи пишува дека бројот на вработени треба да се намали до 250, а тоа била обврска преземена и во договор со кредиторите. Но наспроти ова, низ годините Проаква стигнала до повеќе од двојно поголем број на вработени. Ова представува огромен финансиски товар за предпријатието, а тоа е забележано и во ревизорските извештаи за состојбите во Проаква. Излегоја и најголемите загубари во државава и помеѓу тие загубари од 2014 навака, како информација излезе дека од топ 10 предпријатија влегува и предпријатието Проаква, кое што работи со финансиска загуба 926.000 евра годишно, значи скоро милион евра загуба годишно. Ако пресметате, таа сума се поклопува со вишокот на вработени. Може би е случајност, ама очигледно насочува кон вистинскиот проблем. Директорот Паскаловски не сакаше да одговори на нашите прашања поврзани со менаџирањето со Проаква во изминатите 18 години и за проблемот со превработеноста. Изминатово лето, поречиси 2 децени заедничко функционирање, локалните самоуправи на Охрид и Струга се договорија да започнат процес на поделба на Проаква во 2 засебни предпријатија. Според активистите, овој административен потег нема да направи ништо за решавање на проблемите со кои се соочува јавното предпријатие. Последици се големи и сега тие најна се предлагаат мерки кои што воопшто нема допир со проблемите кои што тие ги има. Значи делба и ќе се поде. И што ќе се случи? Ништо. Се како Мислите дека делбата нема да оди во прилог да се решат проблемите? Нема ништо. Само тие некое време ќе добијат, некое чувство на контрола, очигледно потигната партиско-политичка природа и на крај последиците јасно е дека граѓаните ќе ги трпат. Еколозите од Струга и од Дебар и натаму се загрижени дека загадувањето и негрижата може да ги уништи природните убавини на Западна Македонија. Тие ги повикуваат властите да ги сватат овие еколошки закани сериозно и итно да почнат да преземаат мерки за заштита на водите во овој дел од земјата. Државата, државните структури да размислуваат малку поенергично да реагираат во ова прашање, во однос на ова прашање, бидејќи ова е вистински сериозен проблем, еколошки проблем. Ова е наше богатство и тука ние сме
треба да делуваме заедно. Без разлика кога се зборува за уништување на убавини. Овдека треба да создадеме еден заеднички фронт за доброто на општината, регионот, а пошироко и на Република Македонија.